Македонија денеска го одбележува роденденот на Тоше Проески, македонската музичка звезда кој прирадно замина во легендите. Почнуваме со вестите. Масовна крводарителна акција по повод роденденот на Тоше. Снегот денеска не предизвика поголем застој во сообраќајот. 3 пунктови ќе дежураат викендов за преглед на деца со симптоми на морбили. Град Скопје интензивно работи на документацијата за изградба на трамвај. Граѓаните на мирен протест поради загадениот воздух. Во чест на македонската музичка легенда Тоше Проески, на денот на неговиот роден ден во просториите на домот на АРМ е организирана крводарителна акција. Како што информираат организаторите, оваа акција од година в година станува се помасовна, а најбројни крводарители се помладите генерации, кои биле големи фанови на Тоше. Голем број граѓани од сите генерации денеска доаѓаа во просториите на домот на АРМ да даруваат крв на хуманитарната акција во чест на роденденот на македонската музичка легенда Тоше Проески. Како што информираше Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје, акцијата од година во година станува се помасовна, а најбројни се крводарителите од помладите генерации кои биле големи фанови на Тоше. Па со дарувањето крв сакаа да ја продолжат хуманитарната дејност на Тоше. Се случува едно големо случување, масовно случување, многу крводарители, многу хумани луѓе на едно место и оно што е интересно дека голем процент од тие крводарители кои што еве денес даруваат крв или изминатите денови, односно години дарувале крв токму на овој ден се всушност млади. Дури некаде 70 до 80% од дарителите низ изминатите години на оваа акција биле токму млади. Валкановска додаде дека ова е 15-та поред крводарителна акција во чест на роденденот на Тоше, а во претходните 14 собрани се 4017 крвни единици, што е навистина една импозантна бројка. Оваа година очекуваат да соберат од 300 до 400 крвни единици, а за споредба со минатата година биле собрани 402 единици крв, а во 2016 година имало дури 517 крводарители за еден ден. Колку пати до сега имате дарувана крв? 4 пати до сега, на оваа манифестација сега прв пат. И на други. И во слободна режија, нели, самостојно, по потреба еднаш ке нам давано за пријател што му требаше крв за операција. За Богородица исто овдека се организира на 28 август давав и сега за Тоше фан. Колку пати до сега сте дарувале крв? 99, 100 пат денеска. И какво е чувството да се дарува 100 пати крв? Пријатно, да кажам. Барем, знам дека сум поминал и дека. Продолжите и понатаму? И понатаму. Обично ги давам на 3 месеци, 4 месеци, зависи. Денеска ми е значаен денот, 100 пат. Ликот и хуманото дело на Тоше Проески се позитивен пример и поттик за многу млади личности кои токму на овој ден даруваат крв, но и мотивација за повеќекратните дарители да продолжат со хуманиот чин. Инаку Македонија денеска одбележува 38 години од раѓањето на најголемата македонска и балканска музичка звезда Тоше Проески, кој трагично загина во сообраќај на несреќа кај Нова Градишка, Хрватска. Во неговиот роден град Крушево се одржува музичка манифестација во организација на локалната самоуправа, спомен куќата Тодор Проески, Меѓународната фондација Тоше Проески и Средното училиште Наум Наумовски Борче. Снежен бран повторно го зафати Скопје. Зимската служба во раните утрински часови фрлила 45 тони сол на црните точки и мостови во градот, а поголем застој во сообраќајот не е забележан. Градот Скопје утрово информираше дека зимската служба во раните утрински часови фрлила 45 тони сол на црните точки и мостови во градот. Нисо тоа возможила брзо топење на снегот и проодност по булеварите. Според последните информации од Центарот за управување со кризи на град Скопје, во Скопје денеска не бил забележан поголем застој по коловозите. Автобусите на ЈСП се движат според планираниот возен ред.
Градот Скопје им препорачува на возачите да возат внимателно, да не паркираат на улиците и булеварите и да овозможат непрекинато движење на возилата на зимската служба. Оттаму ги потсетија граѓаните дека во надлежност на градот Скопје се булеварите и одредени градски улици, а преостанатите улици се во надлежност на општините и тие се задолжени за нивно чистење и одржување. 8 нови заболени од морбили се регистрирани во изминатото деноноќие. Поликлиниките Јане Сандански, Битпазари, Ѓурче Петров викендов ќе работат 24 часа, со цел да им излезат во пресрет на децата кои ќе покажат симптоми на морбили. Лекарите апелираат до родителите кои ќе забележат или ќе се посомневаат на првите знаци на болеста, висока температура. Децата прво да ги однесат на овие 3 пунктови, од каде доколку има потреба, ќе бидат испратени во детската клиника. Во последните 24 часа на клиниката за инфективни болести се третирани 8 нови пациенти со симптоми на морбили. Од нив 2 се хоспитализирани, а останатите 6 се пуштени на домашно лекување. Директорката на клиниката за инфективни болести Милена Стефановиќ денеска на пресконференција информираше дека во моментот на клиниката има вкупно 20 пациенти заболени од морбили со потешка клиничка слика. Едно од децата е со потешка клиничка слика, но според последните информации, неговата состојба е стабилизирана. Од вчера има и 2 нови случаи на заболени деца на клиниката за детски болести. Нивната состојба е стабилна и само кај едното има акутни симптоми на морбили. Тоа се деца од хематоонколошкиот оддел, кои се заболени во тек на примање на терапија. Ова се деца кои престојуваат на одделот за хематоонкологија и кои за викенди одат во дневна болница и доаѓаат, информира доктор Катерина Ставрик, директорка на клиниката за детски болести. На клиниката за детски болести од почетокот на епидемијата се регистрирани вкупно 8 случаи на вработени заболени од морбили, главно доктори и персонал кој работи во општата амбуланта. Меѓу нив, лицата кои се родени по 1982 година имаат примено 2 дози вакцина, но има и постар персонал кој има примено само 1 доза од вакцината. Лекарите истакнуваат дека ситуацијата будно се следи и се држи под контрола. Предупредуваат дека се работи за тешка и непредвидлива болест поради што се апелира на вакцинација. Апелираме сите граѓани кои не се сигурни во својот вакцинален статус и родители кои имаат невакцинирани деца да се вакцинираат во најбрз можен рок, рече докторката Стефановиќ. Поради зголемениот број пациенти заболени од морбили, во поликлиниките Јане Сандански, Битпазар и Ѓурче Петров се воведени дежурства од 19:30 до 7 часот и 30 минути, а за викендите ќе работат 24 часа. До февруари ќе се дефинираат средствата потребни за изградба на трамвајот, а набрзо потоа ќе се изработи и студија за промена на постоечките автобуски линии по кои ќе се движи трамвајот, откако ќе биде пуштен во употреба. Се очекува трамвајот да почне да сообраќа низ скопските улици во 2021 година. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов 2019 година ја започна со подготовка и обезбедување на документацијата потребна за изградба на долго најавуваниот трамвај во Скопје, кој скопјани со нетрпение го чекаат, со надеж дека ќе го реши сообраќајниот хаос кој веќе неколку години е еден од клучните проблеми во метрополата. Како што информира Шилегов, до февруари ќе се дефинираат средствата потребни за реализација на овој голем проект, а набрзо потоа ќе се изработи и студија за промена на постоечките автобуски линии по кои ќе се движи трамвајот откако ќе биде пуштен во употреба. Градот Скопје во текот на минатата година сериозно работеше за можноста да односно доведување на квалитетна документација, да градот започне со реализација на шински превоз односно трамвај. Очекувам дека до крајот на февруари месец ќе ги дефинираме изворите на финансирање заеднички со владата, со цел да започне постапката за изградба на трамвајскиот превоз во градот Скопје. Паралелно кога ќе започне таа постапка, ќе започне и студијата сообраќајна на која што ќе треба да изведеме со цел да дојде до промена на автобуските линии, бидејќи постоењето на трамвај значи дека ќе мора да дојде до промена на автобуските линии. Таа студија ќе објавиме паралелно, така што периодот за изградба на трамвајот ќе го искористиме за целосна реконструкција на јавниот транспорт во град Скопје во смисол на нови линии соодветни, бидејќи мора да имате така наречен фитинг
фитинг трафик сообраќај кој што ќе ја храни трамвајската линија и треба да ги утврдиме потребите по различни делови од градот Скопје со цел да утврдиме фреквентноста на автобусите кои што ќе доаѓаат до трамвајската линија и ќе ги тука ослободуваат, ќе ги транспортираат граѓаните. Според планот на сообраќајниот проект, трасата на трамвајот ќе започнува од кружниот тек кај Порта Влае, ќе се движи по партизански одреди, потоа преку Рекорд и собранието на Република Македонија, во близина на зградата на Црвениот крст, кон комплексот банки и железничката станица, по булеварот Јане Сандански до Ново Лисиче. Според овој план, центарот на градот и неколку клучни булевари во Скопје нема да бидат дозволени за возила, освен за самиот трамвај и за градските автобуси. Ги прашавме и граѓаните дали според нив со изградбата на трасата за трамвајот ќе се реши проблемот со хаосот во сообраќајот. Дел од нив веруваат дека ова ќе биде успешен проект, додека останатите сметаат дека не смее да се запре крвотокот во центар, бидејќи околните улици немаат капацитет да ги издржат илјадниците автомобили кои би се пренасочиле под нив. Дали сметате дека трамвајот ќе го реши сообраќајниот метеж во Скопје? Па секако. Ќе помогне. Секако. Секако се што е корисно и мислам дека ќе се реши. Бидејќи во сите големи градови има трамваи. И би требало. Сметате ли дека трамвајот ќе го реши сообраќајниот метеж во Скопје? Ја мислам дека нема да го реши и никогаш нема да се направи. Пуста желба. Ние не направивме улици како што треба, па камо и трамвај се ќе прави. Се најавува изградба на трамвај. Сметате ли дека ќе се реши сообраќајниот метеж во Скопје? Право да ви кажам, и ја сум размислувал, затоа не знам, мислам дека тешко. Ја мислам че го реши, да. Сигурно ќе се реши, сигурно ќе се реши. И овдека се направи еден подвожњак овдека. Овезна овдека, подвожњак еден се направи. И ќе го нема овој проблем. Изградбата на трамвајот се очекува да започне во втората половина на 2019 година и да заврши во 2021 година. Утре пред собранието на Република Македонија граѓаните ќе излезат на мирен протест. Протестот е закажан во 13 часот, а е во организација на група загрижени граѓани, кои како што велат се загрижени за состојбата на воздухот, па на тој начин сакаат да го искажат нивниот револт. Група граѓани кои како што велат се загрижени за состојбата на воздухот, утре ќе одржат мирен протест пред собранието на Република Македонија. Протестот ќе се одржи со почеток во 13 часот и преку него граѓаните ќе го искажат нивниот револт за состојбата со загадениот воздух. Како што информираше Кристијан Узунов, кој е еден од организаторите, од пред собранието граѓаните ќе се упатат и до владата, а добре дојдени се сите загрижени граѓани, екоактивисти, експерти, доктори, кои ќе можат преку конкретни идеи и предлози да помогнат да се изнајде најдобро и најбрзо решение. На утрешниот мирен протест апелираме да дојдат сите искрено загрижени граѓани кои ќе дадат се од себе да во рамките на законите изнајдеме решение. Досега имавме можност да видиме колку сегашните институции се спремни во решавање на оваа алармантна состојба и баш поради тоа ни е потребна масовност од ваша страна, од сите граѓани, да успееме да се избориме сами за подобра и почиста здрава животна средина. Како што додаде Узунов, дел од барањата се свикување идна владина седница, вклучување експерти и граѓански сектор во контролите кон големите загадувачи. Утре на протестот очекуваат од граѓаните да ги поддржат и заедно да ги надополнат барањата за изнаоѓање најдобро решение. Според него, проблемот со загадувањето одамна требало да биде решен. Властите, институциите и сите надлежни досега, како што рече, се обидуваат да дознаат кои се главните причинители, а веќе требаше да биде решена состојбата. Узунов апелираше до власта и до опозицијата да не го злоупотребуваат утрешниот протест за своји цели. Општина Центар информира дека се стопирани сите градежни активности на градилиштата под нивна надлежност, а извршена е вонредна контрола на 14 отворени градилишта, 10 сервиси за поправки на возила и 7 автоперални.
Стопирани се сите градежни активности на градилиштата под надлежност на Општина Центар. Во текот на изминатите денови е извршена вонредна контрола на 14 отворени градилишта, 10 сервиси за поправка на возила, во однос на управување со отпадните масла, гуми и начинот на грејење и 7 автоперални. Дополнително, отворено е прифатилиште за бездомници во јавното претпријатие Паркинзи на Општина Центар, а функционира и општинскиот сервис за стари лица, информираат од општината. Оттаму додаваат дека мерките за заштита на животната средина се спроведуваат во текот на целата година, како што е договорот за соработка и собирање отпад со нула отпад од Скопје. Како резултат на оваа соработка во последните 3 години се собрани околу 40 тони отпад. На предлог на градоначалникот Саша Богдановиќ, Општина Центар ја стопираше реализацијата на сите досега донесени детални урбанистички планови, а за време на мораториумот за градба се врши ревизија на сите планови. Главните цели на оваа одлука, како што информираат од Општина Центар, се да се воспостави рационално уредување, да се создадат услови за хумано живење, надминување на урбаните бариери на лица со попреченост, заштита и унапредување на животната средина и вклучување на јавноста во постапката за донесување и спроведување на планската документација. За помалку од 1 месец ќе профункционира Центарот за мониторинг, кој што ќе овозможи следење на сообраќајот на сите наплатни рампи. Центарот ќе биде лоциран во близина на патарината Петровец, а со него ќе се улесни протокот на возила на патарините и ќе се намали метежот, особено во летниот период. Преку Центар за мониторинг и контрола ќе се следи сообраќајот на сите наплатни станици на автопатиштата. Објектот, лоциран спроти патарината Петровец, треба да биде пуштен за 20 дена, како дел од новиот систем за електронска наплата на патарините, кој за патиштата долж коридорот 10 е во завршна фаза и треба да стартува до април годинава. Во мај треба да биде пуштена новата патарина кај Гевгелија, а до јуни и таа кај Демиркапија. Додека по автопатот Миладиновци Штип, што треба да биде пуштен наскоро, на почеток ќе се вози бесплатно, бидејќи допрва ќе стартува изградбата на двете планирани патарини. Според министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, со пуштањето на Центарот ќе се улесни протокот на возила на патарините и ќе се намали метежот, особено во летниот период, бидејќи ќе биде олесната комплетната процедура на наплатните станици. На патарините на коридорот 8 се поставени нови кабини, предстои промена на софтверот и поставување камери за категоризација и читачи. На стартот на новиот електронски систем за наплата, со кој патарината ќе се плаќа со безконтактни смарт картички и со микробранови транспордери. Одреден временски период ќе има можности за плаќање во готово. Скопје ќе добие автоперална за коли лоцирана во катната гаража 26 јули. Автопералната ќе биде со систем на самоуслуга и се предвидува да биде поставена во вториот подземен кат на гаражата. Скопјани оваа година ќе добијат автоматска перална за автомобили. Станува збор за планирана капитална инвестиција на јавното претпријатие Градски паркинг, а која е предвидена со инвестициската програма што ја изгласаа советниците во град Скопје. Автопералната ќе биде со систем на самоуслуга и се предвидува да биде поставена во вториот подземен кат на катната гаража 26 јули во центарот на градот. Со ова предпријатието ќе ја прошири својата дејност и ќе понуди уште еден вид нова услуга, која е тесно поврзана со организацијата и управувањето на сообраќајот во мирување во главниот град, велат од јавното предпријатие Паркинзи. Утре во источните делови ќе има локални врнежи од снег, само во крајните југоисточни делови од Македонија ќе има врнежи од дожд. Во недела ќе биде претежно сончево со ниски температури. Температурата утре ќе го достигне 3-тиот степен, а в недела ќе се движи од -6 до 2 степени. Во понеделник температурата ќе се движи од 1 до 4 степени, а во вторник од 1 до 6 степени. Тоа беше последната информација што ја подготвивме за денешното издание на Урбаните вести. За повеќе информации не заборавајте да ја посетувате нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување и пријатен викенд.